Дали од дадените хипотези, ниту еден човек не е остров, Хвар е остров, може да се заклучи Хвар не е човек. Во оваа задача нема да дефинираме прости искази, туку ќе користиме логички функции. Понатака, со квантифицирање ќе добиеме некакви искази кои ќе ни бидат, кои ќе ни ги представуваат дадените хипотези, пак ќе пробаме да го заклучиме ова, мислам, ќе го заклучиме ова. Продолжуваме понатака. Ја дефинираме следната исказна функција. X е човек и Q од X ова е. Ова исказна функција X е остров. Продолжуваме понатака, треба предпоставки да ги запишеме со помош на овие исказни функции, односно квантифицирање или со заменување на конкретна вредност за X. Како што кажавме, M, доменот на кој што ги дефинираме овие исказни функции, се ги содржи сите луѓе и сите острови. Продолжуваме понатака. Ниту еден човек не е остров. Што значи тоа? Тоа значи за сите x-ови од ова множество тука важи. Ако x е човек, тогаш x не е остров. Значи, сите луѓе не се острови, ова може да значи. Најдобро кажано, ако x од ова множество е човек, значи ако за тоа x е исполнето дека е човек, тогаш за истото тоа x, или ако е исполнето дека x е човек, тогаш не е исполнето Q од x. Ајде да видиме што имаме. За сите x-ови од доменот важи, ако и x е човек, односно ако P од x, тогаш не Q од x. Тогаш тој не е остров. За секој x од ова множество важи, ако x е човек, тогаш x не е, истиото x не е остров, затоа да ставам тука заградите. Но, околу квантифицирањето зборувавме на минатите аудиториски извежби. Сега, нема тука да се задржам на тоа. Првата хипотеза или предпоставка ја запишам. Што е ова, исказ или исказна функција? Ечи, имаме квантифицирање на целото ова, тука имаме исказ. Предпоставуваме дека ова исказ е точен. Продолжуваме понатака. Хвар е остров имаме. Хвар е остров, користејќи ги овие исказни функции, можам да го запишам како Q од хвар. Ова ни е втората предпоставка. Да видиме до што треба да стасаме. Треба да стасаме, че може да настрана си го запишите, за да не лутате додека заклучувате. До следното. Хвар не е човек, односно треба да стасаме до не П од хвар. Хвар се разбира е остров и бидејќи остров припаѓа на доменот, тоа треба да подразбераме. 3. Од првата хипотеза или првата предпоставка, бидејќи за секој x важи P од x повлекува некој од x, тогаш ова важи и за хвар. Значи за сите x-ови од доменот следното важи P од x повлекува некој од x, тогаш мора да важи и за хвар, односно важи и за хвар. Па така, имаме P од хвар повлекува некој од хвар. Што правиме? Универзален примерок на 1. Продолжуваме понатака. Имаме P од хвар повлекува некој од хвар и Q од хвар. Да забележиме, тука
ја имаме негацијата на десната страна од оваа импликација. Пак ќе користиме модус толенс. Како беше? П повлекува Q не П, може да се одлучиме не П. Вака имаме не Q од Х, во случајов би ни било за полесно да го разберете ние Q, кој наменам со ова, П ми е, вака ги го означам, П од Х. Дали ја гледате тука, ова е негација на десната страна од импликацијата. Користејќи модус толенс на 2 од 2 и 3, може да заклучиме не П од Х. Што искористивме? Модус толенс на 2 и 3. Стасавме до заклучокот, односно Х не е